Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Павле, затвореник за Христос Исус и братот Тимотеј, до нашиот мил брат и соработник Филемон, до нашата сестра Апфија, до нашиот соборец Архип и до црквата во твојот дом. Филемон, 1 глава, 1 и 2 стих. Не постои говорница како што е онаа дома, гласеше впечатливиот наслов на една статија во весникот Time. Издание на вести што порано било дистрибуирано низ земји од целиот свет во кој се зборува англиски јазик. Во таа статија се зборуваше за заедништво на верници кои се среќаваат во дом, пеат и ги споделуваат своите мисли, нивните неволји, нивните предизвици, нивните проблеми. Тие зборуваат и се молат и плачат заедно. Потоа се наведува извадок од новозаветната книга на евреите, проследено со повеќе дискусии. Во текот на своето заедничко време тие ја делат практиката што верниците ја вршеле уште од деновите на горната соба. Тие кршат леп и земаат чаша со напиток, размислувајќи за смртта и воскресението на Христос. Тоа се нарекува причест. Она што јас, што току го опишав во суштина е истото што јас го доживеа во Кина пред 55 години, кога во таа голема земја имаше само две отворени цркви, една во Пекинг и уште една во Шангај. Додека ниеден кинес не ја затемнувал вратата на овие две цркви, ниту ги украсувале прозорците за странци, стотици илјади кинески христијани би се сретнувале во домовите, слично на оној што бил опишан во весникот Time. Но заедништвото опишано во весникот не било во комунистичка земја, туку во срцето на САД, еден собир во Денвер, Колорадо, каде што пораснав. Во 1979 година Кина, во еден вид на размена за подобрување на односите со Запад, одобри мерка на верска слобода на црквата и почна да им дозволува на заедниците повторно да се среќаваат во црковни згради, кои биле строго регулирани од страна на владата. Но денес, Универзитетскиот центар Пурдју за религија и кинеско општество проценил дека во Кина има помеѓу 93 и 115 милиони протестанти, со помалку од 30 милиони посетители на официјално регистрираните цркви. Тоа значи дека многу луѓе имаат домашни цркви. Црквите всушност биле воспоставени во книгата на Дела, каде што го наоѓаме зборот еклесија, обично преведен како црква или собрание, околу 88 пати. Буквалното значење на зборот е избраните. Повеќето од овие референци во историскиот извештај на Лука за раната црква се однесувале на мала група на верници. И каде тие се среќавале? Вообичаено во домовите, додека опасноста не ги натерала да прибегнат во подземните затворени места поради безбедност. Павловото писмо до Филемон започнало со поздравувањето на нивната сестра, Апфија, на нивниот соборец Архип и до црквата во твојот дом. Филемон, 1 глава, 2 стих. Во првите 3 века не постоеле црковни згради, туку само домашни цркви или нивниот еквивалент. Црквата презела формална структура каква што ние ја препознаваме во денешно време, откако Константин бил преобратен во 325 година од нашата ера и паганските храмови биле претворени во црковни згради. Но домашните цркви се далеку од норма на Запад. Таквото движење тука може да биде здраво или нездраво. Позитивните работи вклучуваат фокус на учеништво, лидерство, служењето и ширење на евангелието преку меѓусебните врски. Недостатоците можат да го вклучат фактот дека многу луѓе во ова движење ја напуштиле традиционалната црква поради длабоко разочарување, што може да влијае на црковното тело. Членовите на домашната црква велат дека сакаат топла лична врска со Исус Христос, дружење кое е значајно и интимно. Јас никогаш не би се вратила во традиционална црква, вели Жанин, страстен застапник на ваквиот вид на интимен, личен стил што се среќава во домашните цркви. Црквата како таква била воспоставена во Новиот Завет, се состои од луѓе, а не од место. На таа карпа ќе ја изградам мојата црква, му рекол Исус на Петар, во Матеј 16 глава 18 стих. Кога пасторот Алекс Мосејчук се нашол себе си и неговата црква заклучена надвор од нивната црковна зграда од страна на терористите во Донецк, Украина, црквата едноставно се преместила назад во домовите низ целата заедница. Наречете го тоа погрешно, само ако сте спремни да тврдите дека во првите 3 века енергичната рана црква била нешто кое е подеднакво погрешно, запомнете, Исус кажал: "Зашто каде што се 2 или 3 собрани во мое име, таму сум и јас, меѓу нив."
Матеј, 18 глава, 20 стих. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.